Годинава станувам свесен за еден феномен, изразен пред се на социјалните мрежи. Редовно кога наближува или е денот на одреден празник, редовно се поларизираат мислењата и секогаш едни се во духот на празникот, додека други често наоѓаат причина за негодување. Во периодот на осамостојувањето и падот на комунизмот карактеристични беа две појави. Од една страна забележлива беше слободата за прославување на религиозните празници, од кои дел станаа и државни празници, како Божик и Великден, подоцна и Рамазан и Курбан Бајрам, а понајново и одредени еврејски празнувања. Од друга страна, отворањето кон западниот свет, особено во времето на интернетот, доведе до влијание на одредени празници кои се специфични за западната култура, како католичкиот Свети Валентин или келтската прослава наречена Хеловин. Знам дека многумина негодуваат за ова влијание. Истовремено, без проблем пијат Кока-кола, носат джинс и слушаат рок-н-рол. Зборот празник е својствен за македонскиот јазик и означува ден без дела, односно без работа. Неговата спротивност е веќе подзаборавениот збор делник, што означува ден исполнет со дела, со работа. Размислувајќи подлабоко, само еден ден во годината може да се нарече празник. Нова година, односно 31 декември кон 1 јануари, ден одбран за почеток на новата година со воведувањето на јулијанскиот календар. Пред тоа, во сите календари за почеток на новата година редовно била земана пролетната рамноденица. Зошто велам дека овој ден е единствениот празник? Затоа што единствено овој ден е бесмислен, а сепак неработен. Нема ништо значајно што се случило на тој ден. И ниеден посебен астрономски феномен не се случува тогаш. Едноставно договорен почеток на календарот. Постојат три типа на вакви денови. Празник е, како што рековме, слободен ден без некој особен повод. Потоа имаме прослава и имаме чествување. Прослава е ден во кој се одбележува одреден настан, обично поврзан со религијата, и во тој ден преку церемонија и ритуал се прославува настан поврзан со конкретната религија. Прославата има ритуал, има свеченост во себе и ако сакате има улога циклично да го инвоцира настанот кој е посебно важен за религиското живење. Божик и Великден во христијанството, Курбан Бајрам во исламот, но и рамнодениците и еквиноксите во старите религии представуваат прослави, проследени со ритуал и свечености. Чествување е одбележување на настани од секуларна природа, кои се важни за општеството. 1 мај, 9 мај, 8 март, 11 октомври, 8 септември, ова се само одредени примери за чествување. Намерно не ги ставив деновите како 2 август и 24 мај, зашто тие се празници во кои верниците прославуваат, додека секуларното општество чествува ист ден со две различни конотации. Ние како општество, особено во последно време, благодарение на социјалните мрежи, успеавме да се поделиме околу сите можни денови од календарот кои потпаѓаат под една од горе наведените три категории на денови. Имањето празници, особено имањето многу празници како во Македонија, значи дека толку сме заробени во системот на работни обврски, што речиси побожно му се заблагодаруваме на системот за празниците во кој не остава слободни. По моје скромно мислење, вистински слободните луѓе немаат потреба да работат повеќе од 2 часа дневно. Се останато би требало да биде остварување на нашиот вистински потенцијал. Но не е така, а празниците се така распоредени низ календарот и им е дадена таква конотација да секој празник редовно означува одредена консумеристичка оргија. Почнувајќи од Нова година, кога се јади и пие до расипништво и се купуваат свечени алишта кои никогаш повеќе нема да бидат облечени, преку закрвавените непријатели Трифун и Валентин, каде едни се оддаваат на пиење, други на консумеристичка романтика, 8 март, Великден, 1 мај, годишни одмори и така натаму, и така натаму. Системот оди чекор понатаму, па празните простори ги пополнува со црн петок и бели ноки, само да не се прекине ланецот на консумеризмот.
а кога денот ќе не осамне по консумеристичкото пирување, обично сме во на мамурно утро чекајќи автобус за на работа, додека пребројуваме дали на кредитната има останато доволно средства за до наредната плата. Додека го подготвувам ова видео, наближува Илинден. Прекрасен ден во кој можеме и да чествуваме и да прославуваме. За мене овој ден е самата суштина за македонската самобитност и подоцна возобновената државност. Јас лично ќе го чествувам со радост и сеќавање на илинденците од двата Илиндена и нема никога да убедувам дека мојата постапка е правилна, права или единствено вредна. Мојот избор е само мој. Но оно што сакам да произлезе како свесност од ова видео е непотребното подвојување околу тоа кој каков празник, свеченост, прослава или чествување прифаќа како своја, секој со свој ум и избори. Оно што е важно се повтори и нагласи е дека добар дел од празниците се направени за да ние трошиме повеќе од што сме заработиле, а самото тоа води кон должничко робство. Јас, бидејќи не верувам во случајности, знам дека не е случајно што Дедо Мраз е фиктивен лик со кој сите пораснавме, а тој измислица и заштитно лице на најголемата корпорација која продава црн газиран сок. На сличен начин сите други празници се поврзани со претерано конзумирање на други производи и со самото учествување во тој круг ние не сме ништо друго освен батериите во матриксот. Свесноста ќе не доведе до сознанието дека за прославување ни е доволно сосем малку, за чествување ни е доволна само символиката, додека ако навистина ја постигнеме универзалната слобода, секој ден ќе ни е празник. Јас сум татончо, драги пријатели. За многу години Илинден.